Здраво, подкаст каде се парите на pari.com.mk. Јас сум Горан Теменугов. Од 15 до 26 мај 2023 година кандидатите за ректори на Универзитетот Свети Кирил и Методи ќе ги представат своите програми пред кампусите на УКИМ, за да ги убедат своите колеги да гласаат за нив. Значи, околу 1500 гласачи ќе треба да се одредат за програмите на 6 кандидати. Денеска ќе зборуваме за овој избор и за проблемите на универзитетот, за кои повеќе пати се изјасниле видни професори. За да ја зачуваме неутралноста и да дадеме што е можно пообјективни одговори за состојбите на универзитетот, во овој подкаст го повикавме професорот во пензија, господинот Владимир Петрушевски. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам. Пред да објаснам зошто во каде се парите ќе зборуваме за ректоратот и изборот на ректорот и односно за универзитетот, бидејќи многумина не можат да поврзат зошто е тоа важно и зошто би било во некој подкаст што се вика каде се парите, морам да ви го поставам прашањето дали јавно агитирате за некој од 6 кандидати. Не. Значи овде сте онаа што се вика како неутрален нагледувач на состојбите. Јас имам свое мислење што би било најдобро за универзитетот, ама не интерферирам, така да се каже. Не се мешам во јавност, не се своето мислење ќе си го зачувам. Сите имаме свое мислење за било кој од кандидатите, значи но јавно не го промовираме со тоа што ќе ја задржиме неутралноста да зборуваме. Сега да појаснам малце зошто ќе зборуваме за состојбите и за изборот на ректор овде во каде се парите. Само да ви кажам дека ректоратот стана многу важна алатка во универзитетот и едноставно иако факултетите имаат голема независност, во изминатиот период ректоратот се издигна како некоја влада која што ги координира факултетите и многу зависи од однесувањето како се поставува ректорот за функционирањето на самиот универзитет, но и на факултетите. И само да појаснам дека факултетите од владата, односно од државата, се извинам, не од владата, на годишно ниво добиваат 30 милиони евра, тоа се наши пари, значи ние го финансираме универзитетот, при што само ректорската управа, ректоратот има 1,5 милиони евра на располагање секоја година. Ова се добри пари, но тука има и други работи каде што може да влијаат на студентите, како ќе им биде нивниот квалитет, исто така да влијаат на кариерите на професорите, на доцентите, едноставно да има големо влијание ректоратот. Затоа треба да осветлиме малци што се случува во моментов. Професоре, ова е воведо за сите оние што не пратат. Вие сте еден од критичарите на состојбата, не сте единствен, например и мојот професор Илијацевски исто така е голем критичар на состојбите во универзитетот, социологот Илијацевски. Вие сте исто така голем критичар. Што забележувате во моментов, каква е состојбата, зошто има потреба толку да се критикува работењето на ректоратот, а сега ќе имаме нов избор на ректор? Ајде да ја направиме, односно да ја продолжам паралелата што пред малку ја направивте. Ректоратот е своевидна влада, односно ректорската управа, а факултетите би биле или гласачите, или пратениците во собранието. Треба да се критикува за да не се греши. Ова се зборовите на еминентниот кривичар професорот Ѓорги Марјановиќ. Човека треба да го критикувате додека е на власт, за да не греши. Нема смисла да го критикувате отпосле. Да, може некој пат да се повикате на некоја грешка, ама критиката се прави во моментот додека е на власт, за да, ако е во состојба, ја прифати и да не греши. Добро, зошто толку критикувате, имате забелешки на досегашната ректорска управа, што толку предизвикува кај вас реакција и предупредувате дека не треба да се повтори сето тоа и да треба да се внимава при изборот на наредниот ректор. Што се случува во ректоратот и во универзитетот? Колку дена имаме на располагање? Имаме само околу 60 минути. Добро. Тогаш ќе треба некако да се задржам на некои фрагменти. Она што е вообичаено во светот, во академска средина, е дека е тоа средина во која што луѓето се еднакви. Имате први меѓу еднаквите, оние што се одбрани од еднаквите за да ги водат, ама тоа не значи дека тие треба да ја заграбат власта во своји раце, па таа некако неконтролирано да се претвори во
моќ. Бидејќи мојот впечаток е дека власта некако се отуѓила, а таа не треба да биде власт. Што значи ова моќ кога ќе кажеме? Што значи бидејќи ректоратот може да влие и на квалитетот на студентите? Гледаме сега извештаите, ги читав пред во подготовка, се запишуваат околу 5000-6000 студенти секоја година, тоа е некаде околу 35% од сите што дипломира, а што завршуваат матурираат во средните училишта. Но гледаме дека се појавно се кажува дека Универзитетот Кирил и Методи како да паѓа во својата настава, односно квалитетот што го нуди не е онака како што беше. Дали за тоа има вина и во актуелното раководството во заминување во суштина? Да. За квалитетот на наставата не знам колку имаме директни индикатори. Ние можеме да заклучуваме посредно врз основа на квалитетот на дипломираните студенти и тоа да заклучуваме врз основа на оценките кои што ги добиваат, што не мора да биде никакво мерило, и врз основа на нивните резултати на работата на работното место, па оттаму, тоа би било многу порелевантно, да видиме како и колку паѓа. Но мојот впечаток е дека да, дека ние у КИМ одиме надолу. За жал. Сега, имаме, рековте, ректор и ректорат што приграбуваат моќ. Моќта значи дека не е контролирано нешто, некоја власт што не е контролирана. Што значи тоа во реалноста, бидејќи сите што не следат оваа тема не им е толку блиска. Да, има избори, ќе биде сега главна вест на некој од мејнстрим медиумите, да, ќе помине и тука ќе заврши. Не се интересираме, а е битен елемент затоа што у суштина студирањето на Кирил и Методи е бесплатно. За најголемиот број на студенти е државен универзитет, најстан универзитет. Во висок степен бесплатно, но доаѓаме до моментот што значи ова, некој си приграбил моќ? Добро си приграбил, што значи тоа? Зошто би не интересирало нас како јавност зошто некој има моќ? Она што се предпоставува кога ќе изберете раководство, да речеме раководство на универзитетот во најтесната смисла на зборот е ректорот и проректорите. И генералниот секретар се разбира како врховен заповедник на она друга чета вработени на универзитетот. Се подразбира дека ректорот и проректорите ќе имаат честопати седници, односно видувања, на кои што ќе ја кројат стратегијата заеднички. Ако тоа не се случува, тогаш останува што како можност? Дека еден човек ќе ја крои таа стратегија. Тоа не е добро. Ако тоа се дозволи, тогаш знаете, ќе направам лоша паралела. Зборовите на Троцки. Се плашам рече дека власта од рацете на советите ќе премине во рацете на партијата. А потоа од рацете на партијата ќе премине во рацете на ЧК, Централниот комитет. А потоа од рацете на Централниот комитет ќе премине во рацете на само еден човек. И така и се заврши таму работата. Тоа не смее да се случи. Дали се случи во моментов? Дали имаме власта во ректоратот дека еден човек? Имаме многу елементи врз основа на кои би можеле да кажеме дека работи за кои што никако не смее само еден човек да одлучува, стојат токму така, како да одлучува само еден човек. Добро, еве одлучува, јас ќе ви кажам, добро, се одлучува, тоа е работа на универзитетот. Што мене би ме интересирало што се случува во универзитетот како Горан Теменогов? Како некој што нема веќе допирни точки. Зошто би ме интересирало мене како јавност тоа што се случува? Дали треба да бидеме како јавност загрижени ова што се случува на универзитетот? Мислам да, најмалку заради тоа што универзитетот во добар дел живее од парите на даночните обврзници. И не би смеела јавноста да биде незаинтересирана. Особено не за универзитет од
калибар на УКИМ, првиот универзитет на македонски јазик, најголемиот универзитет во Македонија, најдобриот универзитет, честопати велиме. И тој се уште е најдобар, ама како што спомнав, за жал, помалку тонеме. Сега доаѓаме до сакаме да направиме една генеза како се доаѓа до моќ, бидејќи интересно е ова тоа што се случува во универзитетот ни се случува и во државата веројатно, кај можеме после ќе направиме една паралела околу тоа. Факултетите се прилично независни, имаат своја управа, имаат пари, значи добиваат факултетите добиваат парите од државата за настава и за сите останати потреби. Но како одеднаш од таква независност стигна до тоа да имаме централизирано владење на една управа, на ректорска управа? Интенциите во политиката уште пред подолго време беа дека универзитетите треба да бидат интегрирани. Под интегриран универзитет можете да подразбирате се и се што. Можете тоа да го гледате како лабава конфедерација на толку и толку членки, или да го гледате како многу силна федерација. За да биде силна федерација, некој мисли дека треба еден човек да решава за се. Оти инаку ќе се распадне. Како го прифатиле сега тоа факултетите, бидејќи имаат своји управи, декани, деканати? Секако. Гледајте на ова, според мене, како на рефлексија од она што се случува во државава. Каков ни е народот, таква ни е власта. Каков ни е народот, во крајна линија, таков ќе ни биде и УКИМ. Ако сме ние склони да си го подвиткуваме рбетот, да ја виткаме главата, да не ја говориме вистината кога треба, да не го кажуваме своето мислење, а тоа мора, тогаш ќе се случи ете тоа. Власта од рацете на Советите ќе премине во еден човек, во рацете на еден човек. Ајде да молчиме ние како граѓани, можеме, не сме сите критички научени да размислуваме, не сме сите проактивни, секој си ја гледа работата, некој си ја гледа помалце, некој повеќе, својата работа не сака да се меша, но сега зборуваме за факултети, декани, професори, гласачи 1500 спомнав, кои што се интелектуалци, кои што се најдобро, би требало да се најдоброто во Македонија, интелектуално најдоброто. Да препуштиме власт на некого така лесно, без борба, без се. Добро, вие сте од другата страна се борите за некои промени, но 1500 не се побуниле, се бунат, што би рекле, многу малку професори. Како тоа таквата интелектуална елита дозволува некој да биде владеена од еден или од мала група? Секако во менталитетот е проблемот, а малата група може да примени софистицирани методи на убедување за на крајот да нема иномислечки индивидуалци. Како? Да речеме, се случи земјотрес. Ви се распука зградата. Неопходна е санација. Во такви ситуации ние се повикуваме на средствата од така наречениот солидарен, не се вика баш така, ама е во основа солидарен фонд. Фонд во кој што партиципираат сите и средствата се употребуваат таму кај што е најжешко. Ти се распукала зградата, ама твојот декан нешто многу ми сучи брк. Нема средства, бе. Можно е. Можно е. Да, интересно е, кога го читав статутот на УКИМ, дека разрешување на декан може да потегне ректорот. У суштина, ако најде неправилности во работата и сето тоа, но ректорот има моќ да ги гање, што се вика народски кажано, деканите на факултетите. Да. Деканите се бираат на седници на наставно-научниот совет на факултетите, па предлогот или предлозите се праќаат на ректорот. Ако се предлози, тој има право да одбере кого ќе го предложи. Ако е само еден предлог, тој мора да го предложи тој кандидат пред Сенатот и Сенатот
по правило и го избира кандидатот. Ама ако сакате да ги комплицирате работите, вие можете на Сенатот да му предложите разрешување на некој дека. Поради еди кои си причини. То, ако сте ректор, тоа може да го сторите. А Сенатот доколку е независен, ќе одлучи независно. А ако не е независен, во Сенатот се меѓу 65 и 70 души, вклучително и студенти. Сме имали ситуации кога Сенатот бил прилично независен, пред 10 и повеќе години, и ситуации во кои што Сенатот во многу голем дел ги исполнувал желбите на ректорот. Како се доаѓа? Сега, професоре, навистина имаме јас недоумица во мене. Како може да се нарикта, што би рекле повторно Уво Жаргон каже, на намести 65-70 членови на Сенатот да бидат во дослух, што се вика, со една личност или со ректор или со ректорската управа. Како може таа моќ, мене ме интересира сега да откриеме од каде потекнува моќта нешто да се направи. Да се контролира. Не сум бил, па не можам од собствено... Али бевте проректор. Да, од собствено искуство не можам да ви кажам. Ама, еве, малце да фантазираме. Можно ли е јас да го викнам сенаторот од таму и таму и да му кажам, да го викнам деканот на тој и тој факултет и му кажам, слушај, важно е да имаме хомоген сенат. Важно е за универзитетот, за тебе, за мене. Одбери овој и овој, ги познавам, добри луѓе се. Ти ректор, тој декан, на некој начин зависи од тебе. Лесно би можел да стори, да ти учини. Да ти учини. И тоа е можно, нели? Така. Повтори го тоа 23 пати и се зборуваме за мека моќ, каде што има тргување со влијание и едноставно јас на тебе, ти на мене, односно ти мене војводо, јас тебе сердаре и сите се тука среќни и задоволни. И на крајот од денот се доаѓа дека универзитетот на едно ниво кај што не е како што треба да биде. За жал, нашиот универзитет на Шангајската листа не фигурира. Имаме 4 од бившите ју простори, например, Нови Сад, во Белград. Во првите 1000. Таа листа се објавува, после тоа на страницата треба да се бараат останатите. Значи, зборуваме со Љубљана, Загреб, Белград, Нови Сад. Но македонска, нашиот Кирил и Методи го нема никаде. Го нема но ние имаме, интересно, имаме луѓе, немаме Нобеловци и останато, но имаме цитирани научници. Сметате ли дека со добра ректорска управа би можело ние некако да се најдеме помеѓу 1000 рангирани? Има ли капацитет? Во перспектива, да. Тој процес бара време. Бидејќи ние Нобеловци немаме и нема да ги имаме наскоро, треба по некој заобиколен пат да ги заработиме поените кои што ќе качат повисоко на листата. Тој заобиколен пат би бил публикација во престижни списанија. За тоа треба да создадете услови, пред се материјални, ама и не само материјални. Многу е важно да обезбедите потребен кадар на универзитетот. Ако во вашиот мандат се примени, речеме, 150 млади асистенти, секој ќе каже дека вие сте прилично успешен раководител. Ако во вашиот мандат се примени 10 млади асистенти, вие не сте успешен. Натаму треба да имате слух за потребите на базата, тоа значи факултетите. Не да давате места онака како што вам ќе ви текне. Овој тогаш не гласаше за мене, сега нема да им дадам асистенти. Овој секој пат гласа за мене, јас ќе им дам ним 30 места. Да, интересно е тоа со асистентите, сега ќе го зборуваме, бидејќи успехот на
на студентот зависи од работата на асистентот во суштина. Ние имаме друга поставеност, а тоа е асистентите да им помагаат на професорите. Но, например, во Русија, сегашна Русија, но и во западните земји, пред се во Америка, асистентите работат со студентите, бидејќи имат колоквијален начин на полагање и едноставно преку колоквиумите полагаат. Ако случајно голем број од студентите не ги положат колоквиумите, тоа значи дека асистентот не си ја завршил добро работата со студентите и нема да бидат избрани. Само кај нас плюс има вечни редовни професори, што ги викаме вечни, секаде се на реизбор на 2 години, на 4 години во зависност од резултатите и од барањето на студентите. Малце дали желбата да се биде независен факултетот и ги направи професорите недопирливи и направи да може да се тргува со моќ во суштина и да се имаме ваква случување во ректоратот. Асистентите би требало првенствена работа да им биде работа со студентите. Тие не смее да бидат чираци на професорите. Така се сваќа кај нас дека асистентот е на професорот чирака, не е во служба на Некои така сваќаат на вистина. На мојот институт никој пат така не сме гледале на асистентите. По некој пат ќе избие лево-десно проблем, ама асистентот не смее да биде чирак. Има работа која што сите треба да ја вршиме, секој треба својот дел да го заврши. И тогаш има шанси за успех. Сега спомнавме дека влегуваме во представување на програмите на идните ректори, оние што сакаат да бидат ректори, кандидатите. Значи ќе ги представуваат на своите програми на кампусите. Можеме ли да направиме некоја слика, да дадеме една слика како би требало да изгледа ректорот, односно што треба да се понуди во овој момент за да профункционира универзитетот и малце да се подигне неговиот квалитет? Што би требало да се понуди на гласачите, на оние на 1500 вработени во универзитетот? Ректорот треба да е добар организатор на работата, добар менаџер. Пожелно е ректорот да биде добар и во наставната, како и во научно-истражувачката работа, за да може да оцени што е што. Сигурно има и други работи, меѓутоа овие три се, би рекол, клучни. Добар менаџер и добар во основните задолженија кои што го чекаат идниот професор, тоа се неопходните атрибути на добриот ректор. А има ли нешто плюс, нешто што без кое не би можел да биде? Да, например, може да е добар професор, но не е толку добар менаџер, но може да е добар менаџер, ама не толку добар професор. Мислам, иако би требало сите добри да бидат. Вака кога прашувате, морам да кажам дека има еден неопходен услов. Мора да се работи за личност која што е крајно честна. Да нема дамка на кариерата. Да нема коруптивни афери. Да нема коруптивни, би рекли правниците, дејанија. Тоа не може да биде ректор. Како сега кога доаѓаме пак до клучното прашање, дали ќе се препознае оваа потреба за ваков квалитет кај кандидатите, кога имаме тргување со моќ во суштина? Ти мене ми даваш, јас тебе ти давам, значи едноставно си имаме нати дајми во целата приказна за да се остварат некои ситни придобивки. Ситни, средноситни, па и покрупни. Како ќе биде, тоа ќе треба да кажат 1500 кои што ги спомнавме. Но еве мал пресек да направиме на кадарот кој што го имаме на избор. Имаме 6 кандидати, во кои што имаме 2 актуелни проректорки за финансии, едната, за настава, другата. Имаме 2 активни декани. И имаме 2 поранешни декани. Тие не тргнуваат баш од иста стартна линија. Најнапред во старт се актуелните проректорки.
бидејќи функцијата им овозможува работи кои што друг не може да си ги приушти, велат браќето Срби. Актуелните декани не гледам тука некој страшен проблем заради тоа што тие се познати и популарни во своите куќи, на своите факултети, но на другите тие се исто толку непознати колку и последните два кандидати, поранешните. Меѓутоа, актуелен проректор, например, може да отиде на факултет и да побара да учествува во работата на седница на наставно-научен совет со желба да ја презентира својата програма. Да, ама тоа ќе го може од 15 до 26. Да, а што ако се случило веќе? Значи некој отишол и побара. Некој отишол и побарал, луѓето имале доблести и кажале дека тоа не е можно. Дека или ќе ги примат сите на специјална седница за тоа, или зошто некој би бил привилегиран. Така што има кај нас и доблесни луѓе. Да се надеваме дека тоа се повеќе ќе бидат такви, но интересно е, зборуваме сега за трката за нов ректор, но доаѓаме до нешто што јас случајно открив, подготвувајќи се за овој подкаст, а тоа е дека до сега не е направен ревизорски извештај на работењето на ректоратот на УКИМ. На факултетите се прави ревизорски извештај, зборуваме за државниот ревизор што ги прави, значи ги има во архивирани се направени, но на работењето на ректорот воопшто не е стапнато таму, а и располагаат со пари, располагаат со можности. Едноставно чудно ме зачуди како го коментирате тоа што ректорите, ревизорите не влегуваат во ректоратот. Ова прашање што ми го поставувате, мене ми говори дека вие не знаете што се случило пред 1-2 години или така. Ние имавме внатрешен ревизор на УКИМ, висок професионалец. Ректорот заклучи дека таа не работи добро и побара да биде разрешена. Односно ја разреши, бидејќи го има тоа право како работодавач. Се разбира, жената спрема жалба. Посоветувана е да ја поднесе жалбата на Сенатот, ама потоа е објаснето дека Сенатот не е надлежен по жалбата. И така, нашега насмеа, еден човек е отстранет од универзитетот, човек кој што јас го познавав како врвен професионалец во својата струка. Затоа нема ревизорски извештаи, затоа што ние веќе немаме ревизор. Внатрешен ревизор. Ние веќе немаме внатрешен ревизор, кој што треба да го чува и штити универзитетот од застранувања. Така е, финансиски и за работа со законитост. Тоа е улогата на секој ревизор. Так. Дали нешто се работи според закон и дали финансиските извештаи се коректни, односно трошењето на парите се во ред. И уште ова да ви кажам сега, разбирам, ќе избркате човек од работа. Дали сте примиле нов човек на негово место? Ако не сте примиле, тогаш вие, значи, не сакате да имате ревизор. Вие не сакате некој да ви гледа во вашето чекмедже. Вие сакате да бидете недопирлив. Тоа е интересно, ова е, бидејќи ги следиме парите, и така се вика подкастот Каде се парите, ова е интересен податок до кој што дојдов, ви кажувам, подготвувајќи се и се заинтересирав зошто нема и чудно ја знаев информацијата дека е побарано, е разрешена ревизорка, внатрешниот ревизор. Не ги знаев мотивите кои се, после тоа ги дознав и мотивите за дека требала да изврши одредена ревизија и да најде неправилности, не изгледа, не било тоа како што треба. Сте ја чуле истата сторија која и јас. Значи, без внатрешен ревизор функционира 2 години. Рековме дека располагаат со пари и не е само за парите, туку и за законитоста. 3 години всушност. Така. 2023
3 години. Така, значи, у суштина и за ревизорот се грижи за законитото работење на институцијата. Нема ревизорски извештај, многу индикативно е тоа што се случува. И доаѓаме до моментот да им појасниме на сите што не следат зошто е важно ревизорот да биде независен. Затоа што, например, на државно ниво сега зборувам, Државниот завод за ревизија е одвоен од владата и од било какво влијание и е директно под парламентот. Една од ретките институции каде што директно парламентот, односно 120 пратеници, имаат надлежност за работењето на ДЗР. Само они можат да влијаат на седница на собраниска да решат што ќе биде или нема да биде со нив, бидејќи они мора да бидат независни. Они се чуварите на законското работење на 1300 институции во државава. Тоа е улогата у суштина би требало. Сега како може, не ми е јасно, Сенатот да не биде надлежен за вакво прашање, универзитетскиот сенат, бидејќи мора некој да се грижи за законитоста на работењето и да ги заштити ревизорите од самоволие, бидејќи мора секој ревизор да биде максимално заштитен. Како може да биде пасивен Надлежностите на Сенатот се дефинирани во статутот. Ова не е спомнато како една од надлежностите, дека некој од вработените во ректоратот може да се пожали на тоа што е одстранет од работа. И Сенатот навистина нема таква надлежност. Само тогаш би требало да се прашаме кој го подучил ревизорот да ја поднесе по плаката жалбата до Сенатот, кога е тој веќе независен. Тоа е интересно да се испита. Интересно е и тоа ќе го видиме. Ова е веќе случај што може да го разработиме како тема, но исто така мене ме интересира како не е предвидено заштита на внатрешниот ревизор од одлуките на ректорот, на проректорите и на сите оние што он независниот внатрешниот ревизор ги контролира, бидејќи тој што има контролата мора да има независност и заштита за да може да се заврши работа. За да може да ја врши работата одговорно и совесно. Како е пропуштено? Не е забележено, па и вие бевте проректор, вие бевте активен професор, все сте во пензија 2 години. Бевте, не го забележавте овој проблем, па да се најде начин да се превенира? Никој пат не сум помислил дека може нешто вакво да се случи. Господјата, која што беше ревизор, е примена во времето на претходниот декан. И ректор. Добро. На претходниот ректор. И примена е всушност поради тоа што тој ја согледал потребата ние да имаме внатрешна алатка која што ќе не советува и која што ќе превенира евентуални наши застранувања. И никој пат не би помислил дека може ректор да побара разрешување заради непрофесионалност. Ректорот па и не е повикан да ја цени професионалноста на ревизорот. Така. Само друг ревизор може супер ревизија и некој друг треба да го каже тоа. Ама бидејќи да бидат појасно се ова што се случува, што го зборуваме, ревизорот има многу важна улога во секое општество, во секоја држава и ревизорите се многу битен елемент. И за жал само кај нас и веројатно и во земји како нашава не се потресуваме на ревизорски извештаи на Државниот завод за ревизија и ги весте 30 секунди, 40 минута на вестите и никој не се потресува, а тоа е у суштина контролата на нашите пари. Тоа е контролата на парите. Значи во моментов во ректоратот нема кој да ги контролира парите. И законитата работа. Не само во моментот. 3 години и некој месец наназад. Мислите дека со изборот на нов ректор ова ќе се промени и ќе има некој од новите ректори доблес да си воведе само контрола и да го реши проблемот со тоа да не може да си ја избрка или да го избрка како што ќе се сети по своја волја? Доколку се избере кандидат за ректор кој што нема да продолжи по линијата трасирана од претходниот, тоа има шанса. Ова е интересен предизвик. Интересно и прашање да видиме баш во програмите ќе ги следиме во наредниот период дали некој воопшто ќе понуди внатрешна ревизија. Дали предвидел нешто такво? Дали предвидел? Бидејќи по тоа веројатно ќе знаеме дека сака нешто да подобро да промени во ректоратот.
барем тие делови би било интересно да се прочитаат од програмите. Деловите кои што ја засегаат финансиската, кои што ги засегаат финансирањето и финансиското работење на универзитетот. Тоа би било интересно. Дали се исплати да се биде ректор? Финансиски дали се исплати? Од мој аспект, да. Од мој аспект се исплати да се биде и проректор. Што значи тоа? Тоа значи додаток кој што е тежок уште една плата и повеќе. Дали има кланови на универзитетот? Верувам да, ама доказ за ова не е можно да се даде како ни во ниедна друга дејност освен во математиката. Аха. Добро, и сега имаме уште еден елемент, нешто што го разбрав, а не ми се веруваше. Значи, студентите на УКИМ имаат можност да студираат со размена на други универзитети низ Европа. Значи, и тоа си има комисии, факултетите си ги одредуваат, но има исто така моќта во ректоратот за праќање на студентите, да и ректоратот има моќ да каже некој збор околу тоа кој каде ќе биде пратен. И според информациите има овде тргување со влијание, односно се бара да се познава човек за да се добие одредено посакувано место, односно универзитет во странство. Сте чулеле, сте начулеле за тоа? Слушнал, ама немам никакви докази за вакво нешто. Само слушнал. Дека без добра врска нема да отидеш. Дури ми е малку и чудно. Знам дека тоа не беше така во едно убаво старо време кога бев проректор во првиот мандат. Значи и до вас дошле тие гласини, еве и до мене од две страни, така што тешко ми е да верувам, ама ако некој кажува, веројатно има причина зашто го кажува тоа. Веројатно не е од чиста злоба. Така, и сега доаѓаме до моментот кој би требало да се занимава со ваквите можни индикации. Бидејќи универзитетот би требало да има независност и едноставно што помалку се меша владата и државата, тоа е подобро, но овде веќе имаме, ако станува збор за трговија со влијание, за барање на одредени услуги, па да се фатат врски, кој би требало да се позанимава? Дали самиот универзитет и ректорската управа да се најде начин тоа да се исправи или треба сепак да се бара и помош и од други институции? Доколку ректорот и проректорите работат координирано, до вакви работи не би можело да дојде. Бидејќи тоа се 5 души и тешко дека на 5 души истовремено може да им го исполни шкефот. Ќе мора да одат по линија на интерес на универзитетот и студентите. Но дали ректорот ги предлага проректорите? Ректорот ги предлага проректорите на Сенатот. Сенатот ги избира. Но сепак Така беше, во мое време. Сега може би ректорската управа да ги избира. Бидејќи ректорската управа е орган кој што е под подиректна контрола на ректорот отколку Сенатот. така. Доаѓаме, вака зборуваме за универзитетот и доаѓаме до една слика дали ова што ни се случува на универзитетот е усуштина она што ни се случува во државава. Концентрација на моќ, концентрација на неправилности, натидајми односи и едноставно за да се остане што подолго на власт или да се има некоја придобивка. Ова ве прашувам затоа што освен вие што сте универзитетски професор и бевте и проректор и имате искуство во високото образование, сте и политички активен, бевте политички активен, значи и тоа во време на самиот почеток на неосамостојувањето на државава, тоа значи 90-тите години, во тоа една многу симпатична партија со многу харизматичен и правдолюбив лидер, тоа е Ѓорги Марјановиќ. Сите го знаеме, кој не го знаеве, нека искористи можност да просурфа
кој е тој, бидејќи имаме и помлада генерација што не следи, нека види кој бил Ѓорги Марјановиќ, еден од најпознатите кривичари, колку што Марјановиќ беше и останува легенда за виеке виеков. така. Вие сте од тоа време со него ја градевте таа политичка партија, па имате доволно искуство да ни прокоментирате и знаење да ни прокоментирате ова што ни се случува сега. Дали од разлите можеме да направиме паралела тоа што се случува во Многу личи на тоа. Тоа во државата. Многу она што се случува науки многу личи на она што се случува во државата. Истиот тип на проблеми, истиот тип на неприфатливо однесување, истиот тип на постепено преминување на власта од рацете на советите преку ЧК, преку во рацете на еден човек. И тоа не смее да се случува никаде, ама пустото како да се случува секаде. Да, но интересно е, рековме каков народ таква власт, веројатно сме ние виновни за тоа што ни се случува, но на факултетот, на универзитетот се извинувам, не би требало да важи, бидејќи таму е кремот 1500 гласачи кои што би требало да имаат многу поголеми знаења, но и поголема свесност за процесите што се околу нас. Се сложувам, така би требало. Добро, не сакате да коментирате малце пошироко околу ова? Не, се работи за нашиот менталитет. Тој менталитет не е суштински различен во универзитетската популација и во останатата популација. Кој е тој менталитет? Менталитет на виткање кичма и слушање наредби. И така, за жал, излегува дека се во право оние кои што велат море само камшик, што сите други ги сведува на ниво на добиточиња, на кои што со збор не може да им се објасни, на кои што со збор не се ни обидуваш веќе да туку удри, па Дали самите се донесовме во оваа позиција? Дали верувам да. Верувам дека самите се донесовме. Мислејќи дека така ќе ни биде помалку лошо, ако веќе не поарно. Вие сте дел од интелектуалната елита, кој што е гласна. Значи, вие сте гласен, имате забелешки, зборуваме сега за состојбите во ректоратот и како би требало што да се поправи. Зборувавме и за потребата од контрола, ама вистинска и независна. Но кај се изгуби гласноста? Каде е нашата елита која што треба да биде гласна? Како го изгуби тој момент да ми доловите, бидејќи не може да биде, не можам јас да бидам лидерот, туку треба интелектуалецот да биде лидерот. Јас сум новинар, јас пренесувам, но оние што се независни интелектуалци со широки погледи треба да го поведат народот и да им покажат другиот пат. Зошто молчи интелектуалната елита? Кај се изгуби? Тешко ми е да сватам. Јас знам од каде е мојата гласност. Мојата гласност ја добив уште во гимназија. Бев еден од бунтовниците, така да се каже. Бев предложен за бркање од гимназијата. Не ме избркаа на крајот, бидејќи имав неоправдани, ама не доволно. Бегав од часови, ама не доволно. А бев одличен ученик во целина. Водев на надпревари, му носев поени на колективот, така. Па на крај излезе со закана, ама без реализација. Но исто ќе беше и ако бев принуден да ја сменам гимназијата. Гласноста е нешто што или го носите во себе, или не. Ако не го носите, тоа тешко се учи. А ако го носите, тешко се запира. Да, ма се зборуваме за Сега, огромен број луѓе што не се гласни. Да. Зошто е тоа така со мнозинството? Навистина ми е тешко да ви кажам. Една од причините е тоа што му го правите кефот на лидерот. Да, ма еве, пак не може да заборавам сега оноа што го зборевме. Дали некој се побуни кога се бркаше внатрешниот ревизор? Дали стана тие, ајде да речеме 10, 15, 20% од тие 1500
вработени на универзитетот да речат луѓе ова не треба да се прави. Сенатот брои 60 души, ви реков. Во Сенатот имаше 2-3 сенатори кои што беа верни приврзеници на ректорската вистина и ниту една друга. Има 4 проректори, од кои што двајца бараа збор и не добија. Зашто не добиваме збор? Ова не е прашање од вашиот ресор. Статутот не вели дека имаме право да дискутираме само по прашање од нашиот ресор. Статутот вели дека ние учествуваме во работата на Сенатот без ограниченија. Нема збор. Тоа е начин на работење на автократ. И ако со тоа не се справиме во иднина, тогаш ќе продолжиме да тонеме. Бидејќи автократијата е страот на работа, а особено на универзитетот. Дали е толку лошо дека автократија има во моментов и дека ако може да продолжи, ако не се има драстични промени и драстични резови? Еве, го правиме овој подкаст за да ја подигнеме малце свеста за универзитетот каде што 5000-6000 матуранти одат да студираат. Тоа е иднината на оваа држава. Тоа е оние што ќе донесат некоја додадена вредност, оние што треба да не издигнат и да не насочат кон европските вредности кои што треба да дадат основата за некоја подобра Македонија. Дали 5-6 нови матуранти ќе влезат во автократска средина каде што ќе функционира мислењето на еден човек? Не, значи тие тоа нема да го почувствуваат. Матурантите ќе станат бруцаши и ќе студираат на своите факултети и нема да ги почувствуваат овие проблеми. Може би никој пат во животот. Ама овие проблеми посредно ќе се одразат и на нивната судбина. Како? Ако имате задоволни наставници, вие ќе имате и мотивирани студенти. Мотивацијата е симетрична релација. Мотивиран наставник ќе произведе мотивирани студенти и на крајот веројатно голем број добри студенти. Наставникот не може да биде мотивиран ако живее во автократска средина, каде што наредбите се пренесуваат по вертикала и треба само да се извршуваат. Мислите дека го чувствуваат тоа професорите, наставниците, што вие ги викате професорите, чувствуваат дека се во автократска средина? Голем дел од нив да. Ама голем дел од нив па не се бунат. Се бунат мал дел од нив. Голем дел од нив чувствуваат дека живеат во автократска средина, а најголем дел од тие си молчат. Значи, у суштина нас молчењето полека не доведува до оваа дереџа до која се наоѓаме. Не доведува желбата на некого да владее со нас или да управува со нас, току у суштина нашето молчење можеме да закусиме. Сушност, да. Ние кумуваме на сопствената смрт. Со тоа што молчиме. Со тоа што молчиме. И така, српската поговорка "Ќутање е злато" не држи во овој случај, ама ич. А кај нас имаме на ведната глава сабја не сече. Тоа. Таман. Таман, а исто така купурот го чуваме за не дај Боже. За не дај Боже, да. Нема да спомнам, сепак е, иако е подкаст на Оди, нема да спомнам, има една друга изрека која виткаш кичмата, нешто друго се отвара, ама тоа нема да го коментираме. Тоа се врти. Да се предпостави зашто станува збор. Така што генерално у суштина треба да бидеме погласни, еве ова е малце освестува обид да ја подигнеме свеста за нешто што ни се случува во една институција, кое што да сега е изборот и после ќе заборавиме што се случува, но на крајот ќе добиеме лоши студенти, односно немотивирани студенти кои што нема да дадат максимумот, бидејќи професорите не се мотивирани, бидејќи живеат во една автократско управувана средина. Се надевам дека тоа ќе се прекине после. Токму суштината ја фативте од мојата говоранција
Затоа сум новинар, веројатно. Знаете, тоа не е, да зборувате вие многу, а јас ги најдам поентите, клучните поенти. Тоа не е и работата како нас. Мојата работа е да зборувам многу, знаете. Ја имам чувство дека ја повеќе зборував од вас во подкастот. Ако добар сте за наставник. Се надевам, не. Ќе би избркаат одма. Инаку јас велам наставници, а не професори. Професор е титула, наставник е општо. И доцентот е наставник и вонредниот, и овие во основно и во средно училиште, сите се наставници и учат некого. Значи, се надевам дека сите што ќе го погледнат овој подкаст ќе бидат посвесни за тоа што не се случува во универзитетот и дека ќе треба да се внимава овие 2 недели, 3 недели до изборот на ректор за кого ќе се гласа. Но исто така сакам, еве за финиш имаме уште некои 5 минути од Моабетов, малце почнавме за политиката да зборуваме и дојдовме до тоа дека молчењето не уништува, но да се вратите 30 години наназад. Ке верувавте? Со мерак би. Да, веројатно и ја, но дали да се вратите 30 години наназад би очекувале вака да се развиваше работата во Македонија? Ни мртов. Значи, 30 години наназад, тоа се раните 90 години. Тогаш се состанувавме во канцеларијата на адвокатот Александар Тортевски, ние лигашите со Маријановиќ на чело, и сонувавме за поубав живот, за Македонија по мерка на луѓето. Така, многу важно е, сите бевте реализирани веќе во професијата и се реализиравте, значи не влеговте во политиката за да направите паричка, тендерче, нешто лево, десно. Лигата за демократија не е партија која што ќе ви овозможи да заработувате парички од политиката. Лигата за демократија беше група на големи ентузијасти, кои што сакаа да направат нешто за својата држава. И затоа и поминавме така. И како се чувствувате сега? Дали ви се фрлени тие години таа желба за борба и сето тоа? Не. Мислам, секое зло за добро. Да, може да мислите дека сме изгубиле време, ама запознав еден куп вредни, добри, честни луѓе. Се дружев од тој момент до остатокот на животот на Ѓорги Маријановиќ со него, бевме многу блиски пријатели и се гордеам со тоа. Тоа е нешто што никој не може да ми го земе. Значи, не се каете за политичкиот ангажман, кој што генерално не вроди со плод. Напротив, спротивно од тоа што сте се залагале, завршивме. Не баш. Јас бев во 3 мандата советник, 2 пати во Советот на општина Центар, еднаш во Советот на град Скопје, и значи бев локален политичар. И за тоа време не ми е жал, затоа што и тука запознав многу луѓе. Ајде за крај сосема, видејќи локален политичар, но како го коментирате ова сега во град Скопје, што се случува во Советот? Имаме Але Гегенале беше на германски секој против секого, војна секој на секого. Мислам, секој на секого со секири како да одиш и имаш чувство како да некој цртан филм да е од камено време. Почнува да личи на тоа. Тоа ми е крајно несфатливо. Знаете, во периодот од кога беше тоа, од 2005 до 2009, ете го, мојот последен советнички мандат во Советот на градот Скопје. Пред тоа бе во општина Центар. Имаме седница, борба на мислења, одговорница, критика, подсмевнување некому, заврши седницата. Одиме 15-20 души од различни партии сите, во Мејана. Па се дружиме, па се смеење. Не сме ние непријатели. Такво дружење веќе нема. Нема никаде. Бидејќи, што мислите, која е причината? Не знам. Јас уште контактирам со луѓе од таа постава на Советот на градот Скопје. Дали интересите материјални што се ги очекуваат од политичката функција уште ги направи да бидат непријатели, а не политички противници?
Можно е да е еден од елементите заради кои што е ситуацијата ваква како што е. Зошто ова го кажувам? Бидејќи парите се главниот мотиватор во нашиот живот. И затоа се ние ги следиме. отекувачка. Така е, и затоа ги следиме каде се, бидејќи ако ги следиме каде се парите, ќе дојдеме до многу одговори како што е Ќе зошто нешто научиме се случи. нешто. Така Ќе е. научиме Затоа мора нешто. да се следат каде се парите. Професоре, мило ми беше што бевте дел од овој подкаст. Господине Теменугов, ви благодарам. Втор пат сум кај вас, уживав и првиот пат, уживав и денес. Благодарам, се гледаме. Секој добро.